ЕУ извештајот за напредокот на Македонија во интегративниот процес е најлошиот досега и тој го вклучува алармот, изјави денес Венко Филипче. За жал, овој извештај потврди дека државата е во целосен застој, реформите се блокирани, институциите се парализирани, а европскиот пат е сведен на празна реторика без никаква реална содржина. И ако добро се погледне извештајот, пораката од него е јасна. Не постои напредок во ниту една област. Дури и таму кај што има технички активности, нема никакви резултати. Не само што тапкаме во место, туку се враќаме назад. Лошиот извештај Филипче го илустрираше во следните области. Во делот на демократија и владење на правото. Не беа направени обиди за усвојување уставни измени поврзани со заклучоците на Советот од 2022 година. Клучен услов на ЕУ за почеток на преговорите. Политичка поларизација во собранието продолжува, блокирајќи клучни реформи и именувања. Понатаму, во делот на судство, Комисијата оцени дека нема напредок во област на судството и основните права, судската независност останува подкопана од политички влијанија, вклучително и притисоци од собранието врз судскиот совет. Спроведувањето на стратегијата за реформа на правосудството 2024-2028 година доцни спроведени се само 42,9% од планираните активности за 2024 година. Антикорупцијските напори се во застој, се бележи нема напредок, корупцијата е присутна во многу области и представува сериозен проблем. Според Филипче, повикувајќи се на извештајот, негативни и недоволни добри се оценките и во економијата, образованието каде резултатите од ПИСА се најлоши, земјоделието, животната средина и друго.